Ниту парк како што првично беше планирано, ниту објекти за домување на социјално загрозени ромски семејства. Локацијата на така наречените колерски гробишта во населбата Трајаново Трло е претворена во огромна депонија. Може да се најде се нешто: хартиена амбалажа, најлонски кеси, пластика, но и опасен отпаден материјал, како батерии, акумулатори и гуми. Жителите велат дека хигиената е на најниско можно ниво со години. Наместо да се чисти, дел од отпадот се спалува. При тоа никој не води сметка што се горува и колку тие материи се опасни по здравието или околината. Комуналните служби многу ретко доаѓале за да го соберат и однесат сметот. Но и кога тоа го правеле, биле потребни само неколку дена за депонијата повторно да се создаде. Доваѓат, кој колку време доваѓат. Они палат тука и гуми. Вадат тие жиците у гумите што са бакарните, овие ромите. Тоа работат. За чистење ретко доваѓат, не доваѓат често. Ама они дигнат тоа, врни се после на патко за една ден. Тоа е со години. Жителите на улицата Наум Наумовски Борче и останатите неколку куќи кои гравитираат овде уште на средината од 2011 година поднеле барање до водовод кое го подпишале 56 лица. Во него стои: подолго време не ги исполнувате вашите обврски, односно изнесување и депонирање на смет. Контејнерот кој што се наоѓа на крстосницата помеѓу Ромско Мало и улицата Наум Наумовски Борче, откако е поставен, никако не е исчистен и за таа цел бараме да биде поместен или целосно отстранет, бидејќи целиот смет се наоѓа во нашите дворови. Но како што може да се забележи, комуналното претпријатие не излегло в пресрет на ова барање, а не е најдено ниту трајно решение за проблемите на овие жители.